Ви благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз покажа дека се срами од аферите на честното работење на господинот Стефчо Акимовски. Вчера и СДСМ и господинот Стефчо Акимовски одбегнаа да дадат одговор на нашите прашања. Нас ни е јасно дека во лагите на честното работење на Стефчо Акимовски не му веруваат ниту неговите нови сопартици, но сепак господинот Акимовски ќе мора да престане да ги одбегнува нашите прашања. Господинот Акимовски мора да се произнесе за скандалот со неговата невладина организација Истражувачка станица Катланово. ВМРО ДПМН презентираше факти и докази дека господинот Стефчо Акимовски со својот личен подпис на фактурите од неговото министерство префрлал огромни суми на пари на својата домашна адреса на улица Владимир Каваев број 10А, која воедно била и седиште на неговата невладина организација. Она што не вознемири е дека од членот 5 од одговорот склучен помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Истражувачката станица Катланово стои дека Министерството се обврзува да подмири трошоци во висина од 20.000 денари секој ден, без разлика дали дневниот центар за бездомни лица има работа или не. Ова значи дека господинот Стефчо Акимовски како министер за труд и социјална политика со договорот на својата невладина организација гарантира исплата од 20.000 денари секој ден. Односно, секој ден Истражувачката станица Катланова од Министерството за труд и социјална политика според договорот добивала 20.000 денари или 10.000 евра секој месец. Пари кои секако можат да бидат искористени многу попаметно. Со 20.000 денари сума, Акимовски дневно ја префрлал на својата организација, можело да се обезбедуваат најмалку 800 литри млеко, 1000 парчиња леб или 500 топли обраци. Почитувани, останува фактот дека господинот Акимовски сите јавни и државни функции кои што досега ги извршувал се поврзани со сериозни скандали и со матни сделки. Господинот Акимовски мора да даде одговор. Каде завршиле парите кои се уплатени на сметка на невладината организација Истражувачки центар Катланово? Дали тие пари се потребени за купување на неговото ново луксузно возило Ауди? Повелете дали имате прашања за ова или надвор од темата? Или бев досаден или бев многу конкретен? Ви благодарам за